Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Бројот на епизодите на шпанските серии или на турските серии е детска играчка во споредба со бројот на епизодите на криминалното и расипничко владење на ВМРО ДПМН и Никола Груевски. Таквото владење не е присутно само во врхушката на владеачката гарнитура, туку се повеќе е присутно и во сите пори на нашето живење и низ градовите на внатрешноста, секаде кај што власта има инфилтрирано своји послушници. Ни прејде во навика да бидеме сведоци на хаосот што секојдневно го создава власта и го остава зад себе, а при тоа се бараат виновници во сите останати, а најмногу во опозицијата. Бркањето од работа и нечовечкото омаловажување на луѓето кои не мислат исто со оние од ВМРО ДПМН, уште повеќе ја зголемува сиромаштијата во државава, создавајќи нови социјални случаи. Делењето налози за суспензија и решение за отказ од работа се прави на криминален начин, без при тоа да се почитуваат позитивните правни норми пропишани со Законот за работни односи. Ваков класичен пример за изигрување на законот се случи деновиве во казнено-поправната установа затвор Струмица, кога на нечовечки начин му беше врачено отказно решение на лицето Горан Божиновски, само поради мала вербална расправија со свој колега. Самовалијата на новата директорка на оваа установа, Тања Достинова Запрова, е резултат на намерата да го исчисти сопствениот терен од честните работници, од луѓе кои не припаѓаат на незиниот политички табор и од можни сведоци на криминалот кој секојдневно се врши во институцијата. Истаран од работа човек кој е татко на 3 малолетни лица и беше единствен работен во семејството. Истеран е од работа човек кој за само 4 месеци во минатата година одработил 27 прекувремени денови. Истеран е од работа човек кој одработил многу за истата директорка, за да се гордее и да се фали пред министерот за правда Михајло Маневски при неговата посета на Струмичкиот затвор. Нечовечкиот чин на директорката е очигледно неуспешен обид да се покријат сите слабости и недоследности во незиното директорување. Затоа одовде директно ја прашуваме: Господја Достинова Запрова, на кој начин седнавте на директорската фотелја? Одвработена како воспитувач во установата, за само 2 месеци бесте именувана за директор. Дали знаете дека за директор на ваква установа треба да биде именувано лице со 5-годишно искуство во областа на извршувањето на санкциите или на сродни работи според член 34 од Законот за извршување на санкциите? И што се случи потоа, сакаме да ве прашаме? Што се случи со салонитните плочи кои беа променети при реконструкцијата на покривната конструкција на казнено-поправната установа затвор Струмица? Како се промени тендерската документација за реконструкција на покривот и санитарните јазли? Дали е извршен технички прием на истите и од кого? Зашто се користи нафтата за домаќинството, позната како црвена нафта во резервоарот за парно грејење во казнено-поправната установа затвор Струмица? Дали е точно дека од истата таа нафта се полнат резервоарите на вашите сопартици? Дали врз основа на партиска припадност ги враќате запленетите тракторски приколки, така наречени санки за дрва, самари и запрежни коли, кои по судски надзор се одземени од шумската полиција и испратени на чување во затвор Струмица? Дали е точно дека се вадат делови од запленетите возила, кои исто така се под судски надзор во извршна или кривична постапка и се наоѓаат во кругот на затворот? Поради сево ова ли ви пречеше Горан Божиновски, па го истеравте од работа? Како успеавте да направите толку многу подвизи за толку кратко време? Бидете љубезни и одговорете на овие прашања пред струмичката јавност. Ако не сакате, еден ден ќе мора да одговарате онаму каде што ќе треба.